Во овие минути, додека ви се обраќам, сакам да бидам искрен со вас. Сакам да бидеме на чисто, за да можеме утре да се видиме пак тука, низ чаршијата и да се поздравиме како естафи. Во мојот говор вечерва нема да набројувам што направило ВМРО ДПМН за Македонија или што направи за Струмица. Бидејќи тоа е видливо и се работи за иладници проекти. Разликата е јасна. Се виде тоа и во првиот круг. Се гледа тоа секој ден. Секој ден гледаме некоја фабрика донела одлука да инвестира во Република Македонија, да вработи луѓе. Секој ден гледаме мерки и проекти кои на државата и низ градовите ќе донесе развој, прогрес и вработување. За жал, Струмица ја нема никаде. Срамота. За странците, драги мои, дозна дека Тендербек не го интересира развојот, туку неговиот джеб. Зар до ова дележе стигнавме да Струмица остане сива зона и слепо црево на заед? Зар султанот од Струмица и неговиот харем ќе имаат само развој, пари и луксус? Затоа сакам во овој говор да зборувам што ќе биде Струмица после понеделник. Сакам да зборувам каква Струмица ќе имаме и за каква ќе се избориме. Почитувани, Струмица не заслужува да биде водена од еден веќе политички губитик и тендераш. Сите знаете дека мене Струмица ми е во срцето. Па на некого Струмица му е далеко од срцето, далеко му е од неговите очи. На некого во Скопје луксузните коли, згодните секретарки му се помели од Струмица. На милозвучниот Зајко по се изгледа се му е помило освен Струмица. Знаеме дека тендерите му се најмили, ама дека му се помили и од неговото Муртино не знае. Со вице-премиерот Зоран Станевски и моите колеги ги поминевме сите села во Струмица, а во градот сме скоро секој ден. И што видовме? Што согледавме? Видовме се, освен Струмица каква што заслужува да биде. Видовме кал, поплави, распаднати културни домови, раскопани улици, тротоари, луѓе измет видовме во неговото родно село Муртино, одеше по каналите. Не ги видовме ниту на заед најавените проекти, ниту неговите фабрики. Човекот од тендер и глава не крена, ама кирпија и камен нема ставено. Лаже човекот и си мисли дека му веруваме, народот рекол, ако не си за дома, за никаде не си. Па зајко, за никаде си, пријателе, за Македонија да ти ја дадеме, да ја испокрадеш и да ја продадеш. Почитувани, јас искрено не се плашам од Заев, нити пак ВМРО се плаши од него и неговото здраве. Човекот, го гледам овие денови, е многу блед, нервозен, сонлив ли е, седнен ли е, не знаеме што му е. Човекот е во облаци, си гледка со птиците, си витки кичми, албанските партии и мака нема сиромашниот. Си замислил дека е премиер, изгубен е, аколот му е заматен од тендери и кеш. Најстрашно е што вештевки брка секој ден. Мисли дека сите криминалци како него монтираат снимки, се збратимил со криминалци и си тера филмови. Ама ова не е Холивуд, Зајко. Ова е Струмица, овде се знае. Црни Зајко, Кукурајко. Тоа не те сака. Зар држава ти ке ни водиш? Не бива заеци држава да водат. Како да ти кажам дека државата
ја водат мажишта, а не подлизиговци. Луѓето знаат кој се бори да донесе инвеститори, а кој се бави со црни кампањи, а неговата фамилија Корлеоновци му вртат грб, затоа е нервозен. Колешката Бобева знае да каже на митинзите: царот е гол. Не, драга колешке, Заев е гол! Соборен е до коска и пред целата јавност сите видува како и што е. Вице-премиерот на сите митинзи знае да почне дека Заев тежи 8 милиона евра. Срам е да кажам, или срам е, ама момчето од Муртино, момченцето со белите чорапи, има капитал од десетици милиони повеќе. Нема покрупна компанија во Струмица која не е под негова шака. Кај се видело мултимилиардер да е во исто време лидер на социјалдемократи и да враќа средна класа, а да биде богат феодалец. Средна класа не се враќа така на комуналците кои немаат земена оплата со месеци. Кого лаже, кого манипулира, браќи и сестри. Го гледаме на телевизија како вели дека бил земјоделец и ги знаел маките на земјоделците и ќе ја гравел честа. Вели Струмица била успешен експеримент кој ќе го принел на цела Македонија. Јас го прашувам, кој земјоделец како тебе измачен е и мултимилионер и при тоа е чесен? Зајко, ти си последен во Македонија кој треба за чествост да зборува. А за експериментот Струмица, застрави се, арам да ти е. Ние ли сме кој експеримент? Затоа денес за сите нас Заев е само еден обичен политички дилетант. Затоа треба на 27 да му кажеме: заврши, Зајче, твоето време тука. Заврши твоето богатење, заврши твоето крадење. Време е Струмица да се развива како другите градови. Дојде време Струмица да ја развива ВМРО ДПМН. На 27 да заврши ерата на Тендербек, на султанот од Струмица, на Капо ди Тути Капи. Нема веќе место за принцеви и кнезови во Струмица. Готово е. Ајде сите на 27 да славиме тука. Ајде сите на 27 да му ја покажеме братата на Заев. Ајде сите да го извадиме од зајачката тупка и да го пратиме во историјата. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Струмица. На 27 победуваме, браќи и сестри.